Поштовани гледачи на ОТВ, овој пат пак вонредно издание на Отворени муавети, повторно со убава причина. Минатата недела започнавме фестивалски, сега така продолжуваме. Во оваа епизода зборуваме за Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој што на огромна среќа на сите сепак ќе се случи покрај огромните стравови. И тука со нас е Ана Стојановска, директор на фестивалот, да поразговараме за се што ќе се случува, за се што се случуваше во тие неизвестни моменти. Да. Здраво и живо. Здраво и живо. Како си? Добро. Прво да ти се заблагодарам што ја прифати поканава да си изразговараме на ова тема, која што годинава не е баш само така радосна, беше онака неизвестна и стресна. Прво кажи ми ти како се справи со тој неизвестен период, многу ми е важно. Па, ајде да кажам, откако го ставив мотото, што го гледаме тука, смеси и осмели се тргна од тоа да се смееш и да се осмелуваш постојано и понатаму предизвик до предизвик имаше се и ќе видиме уште до 6 што се ќе не чека, ама мислам дека како тим и како фестивал сме спремни да се носиме со тие предизвици. Лично се разбира дека многу се вознемирив на целата информација и на целата ситуација, затоа што сметам дека кога се организира толку голем настан, секако треба најпрви да се внимава на безбедноста на учесниците, безбедноста на гостите, безбедноста на сите вклучени во целиот процес, независно од која причина е да тргнала таа желба да се справиме со сите предизвици. И како што поминува деновите, тој притисок растеше сега, што ќе биде, како ќе биде, и најмногу беше прашањето дали ќе се случи фестивалот и ако се случи, дали ќе се случи во Прилеп. Јас секогаш... Извини, морам да те прекинам тука, слушнав еден муавет кај што сите кои што сме на некаков начин и блиски со театарот во Прилеп, со фестивалот, со кој што живееме, еве да речеме мојата генерација повеќе од 20 години, тука има луѓе кои што се влюбеници повеќе од 40, во овие 75. Устари 51-75 е театарот. Слушнав еден муавет, си рекла или во Прилеп или никаде. Дали е тоа точно? Затоа што кога дојдов на оваа позиција пред 3 години, решив, како што тоа обично се прави во светските театарски фестивали, значи уметничкиот директор да направи една програма со која што ја нуди на членовите на собранието на фестивалот. И мојата програма носи наслов Враќање дома. И тоа враќање дома е за овој 4 годишен мандат, со символично значење. Моето враќање дома, бидејќи јас сум прилепчанка, враќање дома како Чернодрински се врати дома на Горан Стефановски, едноставно Прилеп како дом на театарот во македонски услови. И кажав и тогаш, и сега, и постојано, дека додека сум тука овие 4 години, дека Прилеп ќе си го има својот фестивал и го има својот фестивал, затоа што овој фестивал почнате во Прилеп, се одржува во Прилеп и ќе се одржува во Прилеп, се додека го водиме на овој начин. Многу е важно сето тоа да се знае. 1965 година, кога тргнал фестивалот да се формира, прашањето било каде ќе се одржува фестивал, каде ќе се одржуваат тие игри на кои што театрите во Македонија ќе се покажат што знаат и умеат. Било понудено на неколку места, но прилепските глумци рекле фестивалот ќе биде во Прилеп. И во таа чест на таа упорност на прилепските глумци од 65-та година, мислам дека не заслужува да одиме понатаму со прашањето дали ќе биде на друго место фестивалот. Тоа е затворено за секогаш и така треба да остане, затоа што тука почнал, тука се развивал, тука е и на крајот на краиштата историски покажано, ние сме еден народ кој што многу сака нешто да се чука по гради за историја и така натаму. Ајде барем за ова кој што ни е релевантна,
која што никој не може да ја побија, малку повеќе да се грижиме и тука мислам дека треба да помогнат сите театри од Македонија, сите актери, сите театарски работници. Фестивалот не сме да мрне никаде. Да го затвориме ова прашање тука и ајде сега малку смеј се и осмели се. За малку не дојде осмели се и смеј се. Малку повеќе осмели се. Малку повеќе осмели се. Ајде за почеток кажи ни што ни нуди Чернодрински ова година. Ова година фестивалот нуди 9 представи во официјална селекција, во кој што може да се види еден сериозен режисерски прочит на драмите кои што се застапени и еден храбар актерски потенцијал кој што може да се види на сцена. Тргнав од таа позиција да изберам представи кои што ќе покажат како изгледа современиот театар денеска во Македонија. Тоа е она што можеме да го понудиме, да речам, како уметност, како театар кај нас. Освен официјалната селекција, избрани се представи во ОВ програма, кои што би требало одговарат повторно на концептот на фестивалот, а тоа е смелоста во пристапот, односно имањето став во театарот. И истовремено овие сите други подпрограми што ги водим и за кои што јас многу сум среќна дека тоа се случува, како што е детската зона, секој ден од 10 до 12 часот кај саатот, значи во тој простор има активности кои што може да се знаат, секој ден различни се активностите. Тие се во соработка со Јавен простор. Јавен простор и Чекор по Чекор фондацијата од Скопје, кои што се фокусирани на едукацијата на младите луѓе, односно на децата. Потоа имаме програмата Драмолетање оваа година за прв пат, во која што сакаме да направиме еден исчекор напред, а тоа е дека авторите на драми не да стојат и да ги пишуваат драмите и тие драми да стојат во нечија фиока, напротив да го направиме контактот помеѓу драмскиот автор и потенцијалниот продуцент на таа драма, односно на таа представа, како што се режисерите, директорите на театри, продуцентите и така натаму. На конкурсот кој што беше пуштен, добивме 14 драми, избрани се 4. Секој од авторите ќе дојде во Прилеп, ќе имаат ментор, продуцент, кој што ќе ги води во процесот. Продуцентот е професорот Јанко Љумовиќ од Црнагора, поранешен министер за култура, моментално професор на факултетот во Цетиње, на одделот за продукција, главниот продуцент, кој што ќе ги едуцира, ќе ги менторира, да речеме, драмските автори, како се продава драмскиот текст. Па не и во наводници треба да се направи, напишен, треба да се продаде на крај на крајштата, би требало тоа да живеат тие луѓе. Се разбира, треба да го цениме сечи труд. Следниот ден, тоа е во сабота, во недела ќе има јавен панел во кој што ќе гостуваат тие директори на театри, продуценти, драматурзи, режисери кои што ќе дојдат и ќе присуствуваат на контактот, тоа нешто го бараме, да речеме, за меѓусебно. Во 12 часот се тркалезните маси, како и секоја година. Потоа ќе почнеме со различни активности низ градот и вечерните представи. Во однос на таа... За оваа година, колку што забележав и успеав да видам во програмата, голем дел од представите кои што се во придружна програма се на алтернативен простор. Како одеше договарањето на тие простори, како одеше да се изберат баш тие простори и затоа што од една страна јас сум поборник апсолутно за театар во алтернативен простор, затоа што за театар треба само празен простор, актери во публика. Така да, како беше од... Мислам дека и минатата година имаше. Да, и првата година, значи, не е само со ситуацијава, затоа што сме во недостаток на една сала. Како беше тој процес? Значи, уште од кога дојдов тука, јас сакав да направам една програма, така наречените пријатели на фестивалот. Таа програма се вика така. Сакав сите јавни и угостителски објекти во Прилеп, кои што може да му помогнат на фестивалот, да направиме една заедничка соработка. И таа програма, пријатели на фестивалот, почна да се развива таа прва година и кај некој од нив веќе и тогаш почнавме да сместуваме одредени представи. Пријатели на фестивалот се сите тие што сакаат да соработуваме, доколку се угостителски објекти даваат попуст за гостите на фестивалот и можности да реализираме дел од програмите таму, доколку се јавни
установи помагаат во програмата како што е организирана. И мислам дека сега тој круг уште повеќе се шири. Почнавме од мал број, сега имаме неверојатен голем број на пријатели на фестивалот, така што гледаме дел од независната продукција да биде прикажана кај нив. Без никаков проблем, само го бираат режисерите, односно театрите, просторот во кој што можат да играат и соработката е многу едноставна. Се планира каде и што. Оваа година ќе бидат искористени просторот на кафе барот Тротар, каде што ќе биде представата Ла Макбет, во Монарка ќе биде Каза Балкан, во киното Мистон ќе биде Вампири, една представа што јас топло ја препорачувам за сите, многу интересно, трае само 17 минути, ја ги отсликува сите сцени во театарот, и во галеријата што е ликовна дом Марко Цепенков во самата зграда ќе биде монодрамата Сите најубави нешта на Игор Ангелов. Така што, ајде, не е само до тоа дека нема простор, а нема простор, туку немаме класичен простор, како што рековме, простор за театар може да биде буквално секој празен простор каде што може застане актери да одигре, тоест да пренеси порака која што има. Спомна во представувањето на програмата дека се бирале смели представи, смели режисерски прочити, смели актерски остварувања. Тоа е најсмелото кое што го имаме. Кажи ми колку воопшто Македонија има смел театар од сето она што го изгледа? Па не многу. Мислам дека се зависи како инцидентно или од некој режисер или од идејата на еден театар. Значи ние не одиме кон истражување, не сите, сега не сакам да генерализирам за да не бидам сватена погрешно. Глобално прашувам како се движиме, да речеме во споредба со балканските држави, не мора да одиме подалеку, затоа што па и западниот свет има и малку различна перцепција на театарот, ние повеќе припаѓаме на новоисточен блок. Како стоиме во споредба со соседите? Па и така. Еве ќе кажам. Значи имаме неколку представи кои што се интересни, важни, гласни, кои што зборуваат за се што треба да се зборува. Меѓутоа имаме и такви кои што уште живеат во некое друго време. Многу интересно, многу е симптоматично дека во еден период имавме многу ајде да речам авангарден театар. Зборам за доцните 90-ти години. Театар кој што внимаваше на себе си, на тоа како се градеше таа естетика на театарот. Потоа почнавме да одиме кон некоја друга линија и потоа сега се обидуваме да се вратиме пак назад. Во идејата е кога зборуваме за фестивалска представа на Војдан Чернодрински, тоа значи дека треба да биде голема представа. Значи треба да биде баш представа на сцена, на голема сцена која што треба да покаже многу работи, треба да покаже како се прави добра продукција, како се бира некаков си текст, зошто тој текст е избран, да ја видиме причината, затоа што гледав представи во кои што е промашен контекстот. Знаете, не е проблемот да направите представа само ради представа. Никогаш не е проблемот, никогаш не смее да се прави представа ради представа. Театарот има друга мисија. Театарот треба да има некаков си став. Апсолутно. Треба нешто да каже. Да, има театар што забавува и има театар кој што има став. И токму ова издание јас се обидувам тука некаде да ја направам таа заедничка точка од која што би тргнал. Како професорка, кога настанал тој театар што забавува? Никогаш не постоел во они учебници кои што сме ги учеле. Театарот секогаш постоел да едуцира, да критикува. Да, ама театарот кој што се случувал на улица, тој патувачкиот театар, тргнал да забавува затоа што ако не забавувал, немало да добијат актерите така нема да добија внимание, нема да може да си ја заработи дневницата, али сепак дори тие патувачки театри кои што пред се требало да бидат забавни за да привлечат публика, сепак носеле некаква порака. И критика пред се. Мислам, една комедија дел арте, ако тргнеме од уличен театар во средновековија, тоест правиме обез за сериозно критичен театар. Кој што го критикува општеството на најбрутален начин. Античка комедија исто така. Аристофан имал проблеми заради своите драми цело време. Мислам дека не е проблемот како да кажам, дека само забавува театарот. Јас мислам дека имаме едно прашање што треба да си го поставиме, а тоа е дали
ние и помагаме на публиката или одмагаме со изборот на некои драми. Значи, во обид да се привлече публика во театар, се прават некогаш компромиси со предрасуда дека публиката ова би го сакала. Во суштина, публиката може да сака се што ќе се понуди ако тоа е професионално направено. Апсолутно се согласувам. Јас не мислам дека треба да се подценува публика во никој случај, затоа што јас сум публика и не сакам некој да ме подценува. А истовремено, во денешно време, кога се ни е достапно на интернет, кога можеме да изгледаме представа, не знам, на National Theatre, на бродвејските представи, кога можеме некои авангардни режисери да ги следиме во живо што работат и така натаму, малку е подценувачки ви да им дадете на публика да гледа представа како што се правела пред 100 или 200 години, во денешно време. Пред 40 нека бидем. Да, јас сум гледала, коментирав некои представи, викам јас докторирав на Димитар Ќостеров, еден од основачите на Македонскиот народен театар и првиот режисер во Македонскиот народен театар и директор, кој што викам јас од тоа што го работев за него, некои негови представи се посовремени од тоа што се игра денес. И малку е, тука е проблемот. Не, сериозен проблем имаме пред се, мене никогаш не би било јасно, еден млад човек, зборувам не само театарски, воопшто со уметноста, дали музика ќе земиш, дали веднаш ја сакаат сета публика на светот и веднаш ги сакаат сите пари на светот. Да. А никако да вложи дел од себе, дел од своето време, да си воспита и изгради собствена публика. Да. Мислам дека тука е кај храброста на младите луѓе пред се кои што се занимаваат со уметност. Сега како да дојдат до тој ментален склоп дека треба да градат собствена публика, не знам, валјда вие професориве треба да го откриете тоа. Не, ние работиме со нив, јас имав ситуација пред некое време, нашите студенти на Факултетот за драмски уметности имавме еден разговор по повод денот за театарот и по повод ситуацијата што се случи и беа полни со прашања. И на таа дискусија што имавме, бевме неколкумина од нас од различни генерации, беше професорот Слободан Унковски, беше Дејан Дуковски, бевме уште неколку други луѓе таму и беше неколку прашања се водеа на темата како театарот реагира во кризни ситуации, што прави театарот, што сте правеле вие и така натаму. И главното беше, еден од помладите колеги праша од кого ние треба да побараме дозвола. И јас тука агресивно изреагирав, затоа што реков на младоста не треба да бара дозвола. На младоста е секогаш да предизвикува. Вие можете вашата уметност да ја покажете било каде. Јас не сум само професорка и писател и директор на театар, сум писателка. Ако јас чекам дозвола за да напишам нешто, нема никогаш да пишувам. Кој треба да ти даде дозвола да напишеш? Секој сам. И сега јас мислам дека младите генерации малку дали сме ги воспитале поинаку, бидејќи јас сум мајка на тинеџер, па знам со кои предизвици се соочувам. Дали времето општо е такво како што е, бидејќи се бомбардирани со информации, цело време се пред екран, независно од што и да прават, и тој фокус им трае неколку секунди, значи немаме фокус да читаме дело, да следиме дело, да слушаме композиција и така натаму. Сметам дека тука треба да се побара причината зошто е тоа така. Да се менува на концентрација само за инстант супи. Да. И тука, кога станува збор за уметност, посебно за театар, театарот мора да се менува. Театарот е научен да се менува, театарот нема проблем да се менува. Театарот ќе се менува и ќе преживее. Да, тој нема проблем за менување. Меѓутоа, зборувам за младите луѓе кои што треба да, ајде да кажеме, да го најдат својот израз. Дали тука не иде некаков притисок кој што го добиваат, кој ќе слезе пред сега режисерот на крајот на краиштата најчесто би требало секогаш да го бира текстот кој што ќе се режира и ќе се игра. Дали нема некој притисок од некоја атмосфера која што ја имаме веќе, па можеби со независноста, некои лесни и така да речеме бозичка представи што знаеме да ги наречеме, кој што се игра 100 пати, а некоја представа наречеме која што навистина некој се посветил, сработил, имала смисла, имала став, се одиграла 5-6 пати само.
И дали не иде тука притисок, гледаш шо пали, шо не пали, уште како млад, па кога ќе појде во театар да побара можност за да работи, и сега да му рече директора, ама нема да ми направиш нешто кое што ќе се изигра само 2-3 пати. Дали и тој момент може би го има ке младите? Не знам, значи не знам околу тоа, меѓутоа веднаш кога ме решуваше околу ова, ми дојде моментот, ама чекајте малку, ние имаме представи кои што се многу авангардни, представи кои што се многу различни, а останале на репертоар. Ќе споменам Тапани во ноќта на Прилепски театар, која што зела еден куп награди и направил, а до тогаш немаше таква представа. Ни слично. Ете така. Ама тоа ме Тапани мислам дека беше и културолошки шок. Пред се за Прилеп и после за... Меѓутоа, еве, како се прави сега, како се создава публика за тој тип на представа? Ако представата е добро направена, значи ако е вложено во представата, затоа што јас моите студенти ги учам дека кога ќе излезете на сцена се гледам. Гледам дали го сакате текстот, дали ја сакате режијата, дали ви е убаво, дали ви е комотно на сцена, дали имате проблем некој за решавање, бидејќи сцената ве соголува сите актери. Сега, ако веруваме во процесот што го правиме, ако веруваме во представата што ја создаваме, тоа се гледа на сцена и тоа публиката го разбира. Може да не го разбере текстот, може да не разбере концепт, меѓутоа гледа љубов и гледа посветеност. И на љубов и посветеност се одговара позитивно. Никогаш не може да остане незабележано кога се чувствуваш добро во сопствениот лик. Ете така. Тоа е моментот, така што не е проблем дали ќе се избере не знам колку непознат драмски автор или непозната драма, дали ќе се избере некоја драма која што поставува некои чудни прашања, дали ќе се избере некој да се работи представа која што е актуелна во светски рамки, ама кај нас не. Не, се зависи од ансамблот што ја прави представата, од тој што ја создава представата и доколку е добро направена, секогаш ќе има публика. Тапани во ноќта е најдобриот пример за ова што го зборуваше. Добро и што ја спомна, не сакав јас. Не, јас сум, како се вика, сум објективен гледач секогаш. И дефинитивно тоа покажа за еден автор кој што ретко кој можам да кажем и од помладите луѓе го знаеше Брехт. Да не правиме за таков концепт на театар што тука не беше ни приближно ништо не имало и направи и истовремено и ние веруваме максимално во сето тоа што го правиме, ама го имаш она како ќе префрли. И после премиерата гледаш не дека само што префрлило, а едноставно се споило со публиката и станало дел од незе. Само во тие 2 сати, онака и после се бараше карта повеќе, се играше 3-4 години. Да, се играше. Така. Забегавме во Македонскиот театар со ова, да се вратиме на фестивалот, значи имаме детска зона, имаме алтернативни простори. Денеска снимаме понеделник, те пречекав додека те чекав ги гледав сликите од билетара. Одат многу брзо, премиера отворањето е распродадено за половина час. Сега тука имаше неколку реакции реално под она дека некако не може секој да дојде. Сега тука јас не сакам ни да те штитам ни тебе ни организација, али нема врска театар за сите со билети на една представа, затоа што за една представа во Цепенков може 600 души се толку се. Значи не може, јас исто го изреагирав моментот, бидејќи беше не можете да постигнете, па имате проблем и така натаму. Верувајте, стадионот да го продававме, ке го распродадевме за таа представа. Представата и во Скопје нема термини, месеци унапред се чека за 12, бидејќи тоа е стварно еден избор на 12-те главни актери на Македонскиот народен театар и се разбира дека интересот е голем. Од желбата моја, сега тука ќе кажам нешто и се надевам дека ќе го разбере тоа публиката. Јас растев со овој фестивал. Јас како дете гледам театар благодарение на Прилепскиот театар и благодарение на фестивалот во Војдан Чернодрински. Ја имав привилегијата и среќата поранешниот директор на фестивалот Кирил Ристовски да ме носи низ фестивал додека го подготвува, да ме учи
на некаков начин како се води фестивал. И тогаш имаше проблеми со билети и сега има проблеми со билети. За отворањето секогаш имало проблем. Мада искрено можам да кажам дека ретко кога имало па и вака гужва на билетара, имаше времења кога беа раздадени по фирми и Тоа сакам да го кажам моментот, значи ние не ги раздаваме картите. Затоа јас од лани сакав да воведам онлайн продажба на билети, за да нема од типот приоритет. Јас како човек сум секогаш за објективност. Ама и дали онлайн, дали е на билетара, па кој прв стигне да кликне или да дојде до билетарница. Значи, јас немам карти во мене. Јас кажам на сите, јас си купив карти за моето семејство. Буквално. Значи, јас имам една карта таму по протокол што ми следува како некој што треба да дојде на фестивалот, се друго што требаше и јас ги купив картите. Значи, не е проблемот ги криеме ние картите. Картите не се скрие. Картите беа пуштени во продажба во 10:00 на билетара и онлайн. Истото се случи и лани. Ние сме предизвик дури за продавачот на карти, програмата што ја прави, затоа што вика јас организирам фудбалски надпревари, не знам големи концерти, никогаш не е како во Прилеп. Паѓа системот. Значи, можностите на системот се толкави да Во тешки времења не можеме да останеме цело време за програмата. Програма, 9 представи, алтернативни. Што сакаме да кажеме со ова кај што го несов муавето? На Прилеп му треба театар. Ете така, на Прилеп му треба театар. Тоест, поточно театарска зграда. Да. Прилеп има публика, Прилеп има актери, за жал многу е намалена екипата, му требаат и млади актери кои што ги има дипломирани, кои што не се вработени по десетина години. На Прилеп едноставно му треба разбирање од Министерство за култура и од владата на Македонија. Крај. И нема повеќе да бидеме ниту тивки прилепчани, сите што имаме на некаков начин можност во јавност да зборуваме, а верувам дека нема ни актерската екипа. Сум разговарал и сум снимал интервјуа со неколку од нив во изминатава година од кога го работам ова. И да, им треба свежа крв, им треба театарска зграда. Што побрзо, знаеме дека не може во 6 месеци да се направи театар, ама во 6 месеци можат да почнат да го прават. Ете така, може. Тоа го лани уште кога завршивме на фестивалот и јас и Зоја Бузалковска, режисерката која што ја доби наградата за режија, го кажавме тоа од сцената на Марко Цепенков дека на Прилеп му треба театар. И многу е важно, бидејќи најстариот и најзначајниот театарски фестивал во Македонија се случува во Прилеп, дека треба да има фестивалот собствен простор, односно театарска зграда во која што ќе можеме да донесеме представи кои што треба да се гледат. Бидејќи јас некои представи не можам да донесам во Прилеп, поради техничките неможности на сцените во Прилеп. Факт е, и тука се хендикепирани едните и другите, да речам, затоа што тие што ја прават представата од театрите што имаат технички можности, се скратени од можноста да дојдат на фестивал во Прилеп, и Прилеп како град и како култура и публиката е скратена од можноста да види добри представи. Апсолутно, да, немаме многу театри кои што имаат поголеми технички можности од нас, ама работата е во тоа што тие представи треба да дојдат на фестивалот. Точно, треба да бидат видени. Тоа се случи за прв пат уште со кога се беше направен новиот МНТ, не може одредена представа да дојде. Знаеме тие како имаат можности ќе си ги користат. Во Прилеп не може да ја прилагодиш таа представа. И кај да одиме сега понатаму, мене ми се врти во глава како да ги решиме проблемите. Кажи ми што очекуваш, полни сали сигурно? Се надевам, да. Се надевам дека ќе бидат задоволни сите гости кои што ќе дојдат тука. Кажи ми како си останува процедурата, секој театар спие тука, следниот ден е пресконференцијата. Разговорите на тркалезна маса. Лани се вратија. Не, кога дојдов јас на фестивалот. Значи, веќе трета година се разговорите. Останува цела екипа и тоа е еден од напредоците на овој фестивал, затоа што имавме, јас памтам, фестивали кои завршува представата, си се пакуваат и си одат, не можеш ни едно кафе да испиеш или една пијачка со колега да
Да, мене ми е жал, затоа што не можеме повеќе да им овозможиме на екипите да останат во Прилеп. Многу едноставно, во Прилеп, за жал, имаме малок број на капацитети за сместување, а некако на времето кога имавме Липа и каде што може да се сместат 400 гости и да седат за време на фестивалот и така натаму, ние сега цело време се бориме каде да ги сместиме гостите. Најголем проблем е сместувањето? Да. Јас мислев дека сепак станува збори за некаков буџет, за пари и така натаму. Навистина не можеме да сместиме 9 театри за да останат тука 7 дена. Лани имавме проблем во еден ден кога имавме 4 представи и беа 110 гости и не можевме да ги сместиме со тоа што преместувавме дел од едни ваму, други тоа е ограничено. Да се организираме тогаш да тие што имаме екстра соба да речеме. Слободно, да. Нема за време на Чернодрински, јас за година стапувам еден кревет, 2. Имам слободна соба. Значи, треба да мисли градов и на капацитети. Ана, се изнамуабетивме за проблемиве и ова стана веќе сигурно преку пола сат муабет. Јас те замолив за 20 да. Али мислам дека се побитни поентите за проблемите кои што ги имаме да ги... Нема проблем, јас никогаш не бегам од тоа да зборувам отворено. Не видиш во мене секогаш ќе имате соборец за културата во Прилеп и во Македонија, зашто колку што можеме и некако мала продукција да помогнеме. Многу ти фала за муабетов. Ти посакам успешен фестивал, што е можно помалку стрес. Во овие 8 дена знам дека си цело време онака сакаш да видиш се совршено, ама знам дека имаш супер екипа. Сега да не ги набројувам, ама ајде Милош, Звонко, Сребра, Петар Ангела, Монја, Андреа, сите Томе, како директор технички на фестивалот, сите тие луѓе работат цела година за сето ова да функционира како што треба и посебно докажуваат дека сите работиме со иста желба, а тоа е да покажеме како се прави сериозно фестивал. Да се надеваме дека што побрзо ќе се прави тој фестивал и во нова зграда. В година сигурно нема да биде, дури да ги спрегнеме сите капацитети кои што ги имаме во држава, да се надеваме во наредни 2-3 години дека ќе ни се случи да се радуваме во Прилеп на нова зграда, фестивалот да има достоинствено место, па и да имаме гости од надвор кои што ќе можат да се сместат како што треба и да им се пружат технички услови за совршена изведба на представите. Знаеме како не било од Прилеп, кога ќе појдеме да речеме во една зграда во Белград, кога имаш такви технички можности е многу лесно да се прилагодиш. Поедноставно е точно така. Фала уште еднаш, што се гледаме од петок и се надевам дека и прилепчани ќе уживаат во добри представи. Вас фала ви што гледавте и се надевам дека ќе пренесувате пред се најбитната порака на Прилеп му треба театар, а истовремено фестивалот не оди никаде.